Здраво Македонија, добре дојдовте во вечерното шоу. Започнуваме со четврточниот преглед на некои од поинтересните настани од минатите денови. Откако неколку недели зборуваа дека имале анкета на која имаат раст, ама не ја покажуваа во јавност. Sada само имаа прилика да погледнат анкета која оној кој ја направил ја покажа во јавност. И тоа непријатно за нив искуство изгледаше вака. ВМРО вели дека направиле анкета. Ама не смеат никако да ја покажат таа анкета на никого, затоа што и таа анкета дефинитивно покажува дека лажат и тие тоа го знаат. Еве и ние направивме анкета која што покажува дека лажат. Ништо не може да го направи да го спречи падот на анкетите, кој што е евидентен, веројатно и вие ги имате на тие анкети, на кои што ваков пад на ВМРО ДПМН до сега немало, а ние имаме раст. A few moments later. Премиерот Мицкоски ВМРО ДПМН и натаму со најголема доверба кај граѓаните покажува последната анкета на Market Vision за МКДМК. 24% од граѓаните би гласале за ВМРО ДПМН на следните избори. 5% за Вреди, 4,9% за СДСМ, 4,8% за ДУИ и 3% од граѓаните би гласале за Левица. 1/4 или 25,2% од испитаниците одговориле дека неголема доверба имаат во Христијан Мицкоски. Неговиот рейтинг е убедливо највисок пред сите останати лидери на политички партии, 5 пати повисок од оној на Ахмети, односно дури 7 пати повисок од оној на Венко Филипче, кој ужива само 3,6% поддршка. Ете, бројките се какви што се. Не баш наклонети кон петтата партија во Скопје со лидер кој е позади изет меѓите на анкетите. И што направи царот после овие бројки, реши повторно да си тера со истата успешна песна која му ги донесе и овие славни бројки. Затоа што тимот кој вака победува, не треба да се менува. И го обвини премиерот дека бил руски играч кој работел за, внимавајте, Србија, Унгарија и Русија. Најмалку, за да е посликовито. Кој и што зборува? Десно на екранот ќе ја видите математиката, додека ја слушате реториката која го донесе со односот 7:1. Дека Мицкоски ја турка земјата во изолација и работи за странски интереси. Преку српски, унгарски, се до руските интереси. Мицкоски е прокси руски играч. Предадени се нашите национални интереси, СДСМ и целата коалиција сме подготвени да се спротивставиме. И силно ќе се спротивставиме. Како што ја внесовме во НАТО, така ќе ја внесеме Македонија и во Европска Унија. Браво, браво, пофали се. Како што ја внесовме во НАТО, против волјата на народот на референдум, со судско-обвинителски тероризам, за да се обезбедат 80 гласови, така и во ЕУ ќе ја внеселе Македонија. Па после ова, ако не ти порасне уште малку рейтингот, ќе биде вистинско чудо. И ако се прашувате како е можно да тераат со иста песна и да очекуваат различни резултати, различна реакција на публиката, продолжите да се прашувате и да се чудите. Се прашувам и јас. Ама, ќе направам кратка анализа од само еден настап на Вилипчета кај Боби Христов во топ тема на Телма, за да им стане појасно на оние на кои може би не име се уште јасно зошто работите се такви какви што се во моментов. Накратко кажано, сето ова е резултат на доста лажење и многу утропање глупости, вака Бога ми искрено да кажам, веројатно надевајки се дека ние, граѓаните, народот сме прости и не може да процениме. Ама пред да го погледнете ова, уште еден адут исврли човекот на маса, својата нова партиска предлог програма. И од неа, мојата омилена точка во понудата. Ова предлог програма ја отвораме за широка дебата, дискусија со видни експерти, стручни здруженија од различни области и целта е да тој процес се заврши на почетокот на јуни, за да оваа програма се усвои како официјална партиска програма во следниот период. Бесплатно сонце. Ќе обезбедиме енергетски суверенитет, но и зелена правда, бидејќи вистинската автономија на една земја доаѓа само преку сопствено и паметно производство на енергија. Од тука, бесплатно сонце, панели на секоја државна зграда и високи субвенции за секој дом. Видовте? Па бесплатно сонце ќе ни дадат луѓе ако ги гласаме. Па како да не гласа човек за бесплатно сонце? Доста плаќавме за сонцето како до сега. Браво, докторе, аплауз. Сите на тераса утре во 6 за бесплатното сонце. Еј, па да беа тие на власт денес, немаше дождови да има. Ама неблагодарен народ сме. Не знаеме да цениме и сега, затоа ќе мрзнеме. СДСМ заврши историска работа. Ги затворивме сите отворени прашања со
влезот во НАТО и почетокот на преговорите со македонскиот јазик и народ се меѓународно заштитени. Тоа е нашиот државен бетон. Ете така, не пропушти прилика и да се пофали Филипче дека ги затвориле сите отворени прашања со соседите. Ги почнали и преговорите со Европската Унија. Јазико и идентитето бетон. Додека тој изборува, на 3 телевизии на исток од нас не нарекуваат северномакедонци, кои Тито ги прелажал дека не се бугари. Ама тие битно ги затворија сите отворени прашања и ги почнаа преговорите со Европската Унија. Тоа што имаме вето по вето поради немањето резултати во историската комисија, тоа не постои, не суштествува. А Лиса во земјата на чудата гледа затворени прашања, отворен пат кон ЕУ и со пушката во рака бара проруски играчи да ги елиминира од овој силен просперитетен пат. А сега интервјуто. Единствено што го видовме дека коленичи беше Христијан Мицкоски. Каде колени? На колена на еден партиски митинг молеше за власт и ветуваше враќање на името. Нормално ништо од тоа не е бидно, а тоа е дел од неговата лажна реторика изминатиот период, меѓутоа тоа е една друга почит кон избирачите. Добро, но секој може да го толкува. Приказна. Не коленичеле пред соседите оние кои личат на нивни агенти и експозитури во Македонија, туку премиерот бил единствениот кој коленичел во политиката. Зборува инаку Филипче за еден протестен марш митинг пред 8 години, кога во Штип Христијан Мицкоски клекна пред народот кој се бори за каузата на Македонија. Подсетување. Ако председателот и лидерот не клекне пред луѓето кои што ја следат каузата и идејата за Република Македонија и за независна Република Македонија, тогаш не ја заслужува нивната доверба. Друга почит кон избирачите. Добро, но секој може да го толкува. Приказна. И Боби Христов мисли дека ова е почит кон народот, ама Филипче 7-1 прави финти. Види, затоа е соодносот 7-1. Ако се правеше анкета во Грција или Бугарија, 7-1 за тебе ке беше Венко. Зависно е, нели, кој, каде и пред кого клекнува. Се повеќе излегува на виделина, всушност дека премиерот Христијан Мицкоски е прокси руски играч во регионот и тука во Македонија. На тоа укажа еврокомесарката за проширување, која кажа дека нема да примаат во Европа тројански коњи. Уште една поента, зошто се бројките не баш најсјајни за СДС и Филипче? Бидејќи упорно, отпорот на македонскиот народ, преточен во политиките на конкретно ВМРО ДПМН, го нарекуваат руска шема. Против промената на името си, па ти си руски играч. Против бугаризирање на нашата историја си, ти си руски играч. Делува дебилно, ама на вистина тоа од прилика го кажува. Не сметате дека е тоа малку пресилна оценка, Не, а да ја апсолутно, и влечете тоа ќе од го- паралела од дружбата со Орбан? Па добро, што е причината и зошто тогаш сме задолжени 1 милиарда евра од преку владата на Орбан, со самото доаѓање на таа влада. Филипче тврди дека поради блискоста на, внимавајте, Мицкоски и Орбан, а Орбан бил близок со Путин, Мицкоски бил, што? Руски играч. Доказ? Велат унгарскиот кредит, за кој пак од СДС тврдат дека бил со кинески пари финансиран. Треба некој да им кажеме дека Русија и Кина се различни држави и дека Орбан исто така е навистина близок со Доналд Трамп, што според Филипче би било доказ дека Америка е руска творба и Трамп е руски играч. Токму така. Кој знае бе колку им е интересно на Венко, на умниот Јон и Нато Жерновски, кога си ги прават овие анализи? Како дадува приоритет на коридорот 10 над коридорот 8? Не дадоа приоритет на коридорот 10 над коридорот 8. Кажувањето дека дале приоритет не го прави исказот вистинит, туку погрешен, да не речам лажен. И луѓе гледаат, возат коли низ Македонија, следат каде се гради, што се гради. Ама ако, да си каже, тој па ако помине, помине, ама не поминува. Затоа е 7:1 соодносот. Ама ајде, може ова со бесплатното сонце ќе ги смени работите и перцепцијата на граѓаните. Стискаме палци. Што е причина за доаѓање на унгарскиот Телеком 4G тука кај нас. И тоа е Телеком кој што го води човек близок до премиерот Орбан. Може ли да е причината без големување на конкуренцијата на германскиот и австрискиот телеком оператор и пониски цени на услуги за граѓаните? Не може, никако. Третиот оператор од Унгарија е доказ дека Мицкоски е руски играч. Забавно, нели?
А сега, за изјавата на Марта Кос дека во ЕУ нема место за тројански коњи на Русија, која според сите аналитичари се однесува на земји ко Србија и Грузија, ама не бе, вели Венко, не. За нас е. Изјавата на Марта Кости не можеме да дефинираме баш за кого точно се однесува. Има во соседството многу позаслужни за таа квалификација. Како го тогаш објаснуваме целосното блокирање на европскиот пат и зошто тоа се прави. Боби Христов му посочува дека и ова му е промашена теза, ама внимавајте како ја правда. Ако не беше руски играч премиерот, зошто не ги прифаќа бугарските барања и не го менува уставот? Или е работава окей, ако не го смениш уставот по бугарски терк, ти си руски играч. Ако не сакаш бугаризирана историја, ти си руски играч. Јас луѓе сум видел дилетанти, ама вакви досега стварно мислам дека сме немале. 7-1, што да кажам? Зошто едно ново стратешко партнерство, како што вели власта со Унгарија, треба да се изедначува и да се постави тоа равенство дека Мицковски е прокси руски играч. Затоа што Унгарија јасно ги подкопува сите механизми на делување на стратегиите на Европска унија. Тие се уште ги блокираат 90 милиарди помош за Украина, што е еден од приоритетите на Европската унија. Како ние имаме соработка баш со таа земја? Зашто немаме соработка стратешка со Германија, со Франција? Зошто немаме соработка со Грција? Со Грција имавте вие соработка, ептен аир видовме ние, нели? Ама нека му каже некој дека и Белгија блокираше европски директиви кон Русија и не ги одмрзна руските пари во Брисел. Чисто да му направиме малце шашма во главата, дека и Брисел е руски град. Мислам, кад е бал? Зошто да земеме милиарда евра кредит под кој знае какви услови, иако имавме на располагање и многу поповолни, пари кои веќе се потрошија? Не се условите кој знае какви. Го зедовме за половина од него да врати ваши стари кредити задолжувања, со кои се изградија, народски кажано, голи тестиси, а другата половина се подели на општините подеднакво. Општини се локалните самоуправи, какви што ти мајсторе освои 6 на број пред неколку месеци, а овие расипи кукиве руски 56. Бидејќи нели народот е прост, не гледа колку гинете за него и така натака. Никаде ги нема. Не влегувате малку во теорија на заговори како со оние тези кои што се лиферуваат од време на време, некогаш и во континуитет на пресконференциите за српскиот свет, врските со лошиот Вучич и така натаму. Добро да ви кажам, тоа не се наши тези. За присуството на српскиот свет вие ги издигнавте на едно ниво на највисока легитимација на политиките на СДСМ, некогаш дури и на сметка на многу поактуелни теми дома. Не, ние се занимаваме со апсолутно сите теми. Да, не само со српскиот свет, кој е амандман во извештајот на Европскиот парламент поднесен од бугарски европратеници, туку се занимава тој и со светот на Виктор Орбан, бидејќи откако се справи со Петре Шилегов, сега Орбан му е наред. Абе, мала е Македонија за вакви величини. Симултанка играат паралелно. Те со Мицковски, те со Вучич, те со Орбан, Путин, Кина. Додека пак од пријателот на Орбан Трамп бараат да фрли едно око, дури ги бомбардира Венецуела и Иран, дека и кај нас има таков режим. Нема лабаво, знае што прави овој цар. Српскиот свет е констатација на извештај од Европскиот парламент. Тоа ние не сме го измислиле. Уште еднаш, српскиот свет во тој извештај на Европскиот парламент постои поради амандман поднесен од бугарски европратеници. Вие тоа не го измислувате, така е. Туку вие тоа го ширите како пропаганда тука во Македонија. Кој сака таква пропаганда да има тука? Оние кои велат дека србите, односно југословените, односно Тито дека не измислил. Исто како и барањето за отворање на досиеата на УДБА. Кој ја форсира таа тема? Колегите, комшиите од Бугарија. Кој кај нас ничим изазвано ја отвара таа тема? Комуњарите. Секоја сличност е случајна, освен онаа во која извесен лидер на партија има бизниси во соседната земја и после ја шири пропагандата која доаѓа баш од таа земја и во Македонија. Тоа се вика тројанско магаре, не тројански коњ, бидејќи само тројанско магаре може да се однесува по тој начин, да носи туги товари на плеки, да прифаќа туги дарови, нарекувајќи ги затворање на сите отворени прашања, голем успех, виза за светлата иднина, односно понижувањата и уцените да ги продава како голем успех и државничка мудрост.
и патем магарешки да се инати, иако таквиот пристап е отворен од цел народ, од 85-90% македонци. Не, ке каже тројанското магаре, јас сум во право, сите други не се. Добро. Ние имаме вице-премиер кој што контактира со нокни волци, луѓе блиски до Путин. Пред некоја недела ви ја покажав таа средба Стоилковиќ со нокните волци. Иван Стоилковиќ е во публика на улична парада на која дефилираат 44 поворки и едно од нив е клубот Нокни волци од Бања Лука. Тоа е тој контакт за кој СДС 100 соопштенија напиша. И после зошто 7:1? Меѓутоа, СНС е сестринска партија на ВМРО ДПМН. Како можеше 5 тони дрога да завршат до луѓе блиски преку граница и никој да не знае ништо, до луѓе блиски до СНС во Србија? Зарем тоа не е една од причините за сомнеш? Темата 5 тони дрога. Како можело некој да шверцува дрога? Замисли. Фатена, обезбедена од институции во Србија, исто така раководени од истата таа СНС на Вучич, непријателот на СДС, нели? Ама Венко има селективен сомнеш. Ако е дрогата најдена кај партиски активист на партијата на Вучич, а партијата на Вучич е сестринска партија на ВМРО, значи, ете, сомнеш. Тоа што овде во Македонија најдена дрога кај председатели на општински организации, ограноци на СДС, тоа е неважно. Вучич ке го оправаме и ќе будиме сомнеш во ВМРО. 7:1. Зошто сме целосно блокирани на евроинтегративниот пат? Зошто не се направи чекор напред? Па се направи чекор напред, ама онака чекор напред со залет. Народот ве ишутира од влада. Ако тоа не е чекор напред за Македонија, што е? Кого чува Унгарија? Никола Груевски. Политички азил. Што прави Христијан Мицкоски? Му го чува столчето. Вау, Мицкоски му го чувал столчето на Груевски. Дечки бе и власт кога бевте Груевски како бабарога не да не ви проаѓаше, туку почнаа да го бараат ваши гласачи. А денес Христијан Мицкоски, кој во меѓувреме ви промени двајца премиери, председатели на партија од челните позиции, Зоран Заев и Ковачевски, а третиот поред има рейтинг колку просечна температура во Сибир. Христијан го чувал столчето за некој друг. Затоа е 7:1. Целта е да се разобличи нивниот пропаганден систем кој што добро работи изминатите години, предводен од една телевизија, од стотици портали со кои што шират лажни вести, клеветат, измислуваат и така натаму, додека у позадина се водат многу големи бизниси на сметка на граѓаните. Тоа ќе да е нашата телевизија, нашата мила Алфа и некои стотици портали кои ги преброил прецизниот Венко. Обожава бе СДС да се занимава со медиуми. Заев на времето медиумите ги нарекуваше најголеми политички непријатели на СДСМ. А Јован Нововерско во СДС постојано во партиски соопштенија цитира медиумска војна. Меѓу другото, и со мојата маленкост. Која е нивната теза? Дека вие, граѓаните, сте глупави и не можете да размислувате, а јас и другарите од 100 портали со помош на хистерија и пропаганда сме ве магепсале, да не ги сакате нив и да не препознавате дека промената на името е чување на идентитетот, а бугаризирањето на историјата е голем европски потек и чекор. Напред! Да живее Орвел! 7:1. На оценка од интервјуто во Фокус, мислам дека беше, дека по падот на режимите во Иран остануваат уште неколку мали на Балканот, меѓу кои и нашиот. Па добро, Соодветно е паралелата? Па добро, гледайте како ние може да толкуваме тоа што после толку децении, мако трпен пат кон Европска унија, сега кога не се натацна и може да продолжиме напред, да ги отвориме поглавјата, да се види финансиски бенефит, оваа власт не држи во место. Кога и на Соединените Американски држави, на цела Европска унија, приоритет им е проширувањето. И то токму на Балканот. Како може тоа да се толкува поинаку? На Иран му личела Македонија, затоа што не прифаќаме бугарски диктат. Тоа е тој тројанско-магарешки резон. Ни во Муртино нема магариња кои извлекуваат ваква бедна логика, дека Македонија имала режим како во Иран, затоа што бара меѓу другото, еве, например, признавање на правата на македонците во Бугарија. Да не беше 7:1, ќе беше трагично. Шират антиевропска пропаганда, тоа се случува кај нас, преку медиумите кои што се директно врзани со Србија и со Унгарија. Па ние имаме, пазите, имаме директор. Како вие тоа си го толкувате затоа што повторно доаѓаме до прашањето. Повторно поголемо разбирање во јавноста има за ставот на премиерот дека
загрозени се државните национални интереси, бидејќи ова нема да биде крај, ќе има нови услови и така натаму, нема свитка на кичма, ние достоинствено понатаму ќе се бориме за сите интереси. И тоа има поголемо разбирање, имајќи предвид како се однесува и Бугарија, отколку овие ваши ставови. Па добро, тоа дека има поголемо разбирање е резултат на пропагандата. Леба ти! Па и Боби Христов му вели му црта, имајки предвид како се однесува Бугарија. Веројатно бидејќи и Боби е жртва на мојата пропаганда. И тие 80% граѓани кои не сакаат бугарски диктат, и тие се жртва на пропагандата. Абе сите се прости, само ти си паметен. Каква тешка судбина. Боже, Боже. Значи 30% од медиумите се контролирани од луѓе блиски на Орбан. Тоа се случува кај нас. Како се крена таа фама, таа психоза, би рекол, кај граѓаните, дека се загрозени националните интереси во времето кога власт беше СДСМ, кога се носеа стратешки државнички одлуки со кои што државата одеше напред. И да ве прашам. Не, да не прашуваш, да те подсетам малку како се крена таа фама. Ние сме братски хора, сшти народ. Заев кажа или Виктор Орбан? Гоце Делчев се изјаснувал како бугарин. Тоа Стево председателот го кажа или Виктор Орбан? Љубави на Бојко Борисов му кажуваше Орбан или Стевчо твој? Им подпишавте договор за заедничка историја и преговарачка рамка со можност за вето на тема историја вие или Виктор Орбан? Легендо? Агенту 1-7? Како е загрозен националниот идентитет со тоа што требаме да го направиме? Премиерот кажува дека ние стравуваме дека евентуално утре може да се соочиме со некои други непринципиелни барања, а тоа значи дека ние немаме проблем од уставните измени и внесувањето на бугарите во уставот. Не под овие услови, не под овој... Не, се слагам. Меѓутоа, гледате, што да се прави кога тие се условите и кога и покрај неговите ветувања, кои што знаеше дека се лажни, тие не може да се сменат. Што да се прави кога тие се условите? Па, например, луѓето кои ги направиле такви условите да се држат на безбедна зона едно 10 километри во обрач подалеку од зградата на владата, да не може со очи да ја видат, на разгледница да не ја видат, а не па да влезат во неа. Ете, тоа да се прави, например. И видите, народот заблуден баш тоа и го направи. Хе-хе. Што значи свитка на кичма? Што значи свитка на кичма? Кога твојот политички гуру Зоке, например, вели дека Македонија ја крадела светската историја од соседите. Кога вели додека дишам, не менувам уставно име, па го менува. Кога Ципрас ве фали тебе и Заев среде Атина, дека ако не сте свиткале кичма тогаш, денес Грција ќе морала да прифати уставно име за Македонија. Тоа значи свитка на кичма. Кога дома во Македонија секој ден инсистираш ко Сивоња да смениме устав веднаш под бугарски услови. Тоа значи свитка на кичма. Па зошто не го демистифициравте неговиот втор аргумент? Вториот е? Вториот е да се Бугарија да спроведе дел од пресудите на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Тоа не е прашање кое што може да го реши Брисел. Тоа прашање се решава во Советот на Европа, во Комитетот на министри. Добро. И се знае процедурата. Ние рековме, секој подобрување на нашата преговарачка позиција ја поддржуваме. Го поддржуваме подобрувањето, ама ако падне од небо. Не дај Боже сите партии да седнат да заземат македонски став за националните интереси. Тие поддржувале. Демек, малку ја засравме работава, толку можевме, па ела вие подобрете ако можете. Ние ќе ве поддржиме, ама декларативно, во меѓувреме ќе збориме постојано колку итно мора да се смени уставот и дека одбивањето да се стори тоа ни ја одзема светлата иднина. Многу јако поддржувате. Ама како што вие поддржувате, така и народот вас ве поддржува. 7-1 си е 7-1. Се поставува прашањето. Што кога тоа не може да се случи? Се поставува и одговорот. Кога не може да се случи да се подобри преговарачката рамка, тие виновни за состојбата никад више, што би рекле Скопјанишчава на власт, за да не прават повторно глупости од кои нема да може да се одглавиме. Тоа.
И се поставува прашањето и како бре мајстори, вие кои убедувавте дека во 2017-та со заедничката историја се е решено, дека нема отворени прашања, а после добивте неколку вета баш за историја. Потоа повторно им прифативте се што бараат со преговарачката рамка. И пак денес не убедувате дека нема никаква опасност од вашите злодела. Тоа прашање се поставува. И ако не знаеш одговор, често одговорот е првиот кој ти паѓа на памет. Дали одговорот за пари? Заклучете сами. Што кога не може да се случи? Ке чекаме бесконечно. До кога? Понудивме резолуција. Ниедна од партиите до која што ја пративме не одговори. Во резолуцијата наша што пишуваше? Пишуваше итно да го смениме уставот, што друго да пишува. Мислам рок дека имаше до декември минатата година, ако добро се сеќавам. Па никоја нормална партија нема да ти поддржи такво нешто. Особено не доаѓајќи од луѓе кои стопати рекле заштитивме идентитетот бетон, а утредента премиерот како Заев на пример се извинува на бугарите затоа што на Facebook статус напишал дека Илинден бил голем македонски празник. Па не сака бе народ лигавење пред агресорот. Да ги направиме уставните измени, а за идентитетските карактеристики, јазик, култура, историја и така натаму, ние не преговараме. Односно, историјата оставаме на историската комисија, која што патем одлучува со консензус. Гениално! Ајде да го смениме уставот, а после, кога ќе дојде вето поради историската комисија, ние со веќе сменет устав и нови механизми овозможени за наше тормозење, ќе речеме, не може вака. И комшијата ќе ти каже, добро, не може, не сега за историја, сега за човекови права ќе зборуваме. За тие 3500 луѓе кои тие велат дека се 120.000, а Бугар Османи вели дека се 250.000. И за нивните човекови права да не учат тие од учебници во кои стои фашистички окупатор или Гоце Делчев македонецот. Мислам, луѓе, слепи сте, прости или бугарски агенти? Прашањето е, се разбира, реторичко. Таму јасно пишува, или сите гласаат или нема договор. И тоа не е никако услов за самите преговори, односно во дело на отворањето и затворањето на поглавијата. Работата на историската комисија немало да биде услов за поглавијата со Европската Унија. Абе, постои реален ризик во моментов носот толку да му порасне, олку ќе му извади на Боби Христов. Мора граѓаните да знаат, ништо не е загрозено од идентитетските одредници, ништо не е загрозено националниот идентитет. Кој е тој кој што сака да оди во ситуација во која што нешто такво е загрозено? Кој е тој? Кој е тој? Па во огледало да се опулиш, брату, ќе го наиш кој е тој. Инаку, сите се прашуваме, кој е тој? Јоп, секој ден тој не убедува дека црното е бело и дека сме глупи руски ботови, ако тоа не го гледаме. И затоа 7-1. Ние секогаш можеме, доколку го почувствуваме дека има таков притисок, дека некој со нешто не го загрозува националниот идентитет, јазикот, па тогаш да кажеме, окей, гледайте, ние преку ова не можеме. Ама сега не е таква ситуација. Па 100 пати досега се десило ова. И народот кажал, гледайте, ние преку ова не можеме. Понижување на ангро имаше, мајсторе. Рамката која им ја прифативте со две раце беше славена во Бугарија затоа што ве имаат вас, затоа што не им се веруваше и нив какви фаци ќе се родат тука кај нас, какви тројански магариња ќе го влечат нивниот товар, ќе ни го продаваат тука како дар од боговите. Не им се веруваше. Еден Божидар Димитров, автор на книгата, например, 10 лаги на македонизмот, тој рече дека не можел да поверува, дека ќе дочека, ќе доживее, да се најде некој како Заев, кој ќе му подпише на Бојко Борисов заедничка историја и ќе каже дека сме братски хора, сшти народ. Вие сте чуда за бугарските националисти, воодушевени се, восхитени се од вас. Ја бига, македонците не се восхитени. Ама пробајте, може би ќе го разубедите народот. Сепак сте големи мислители и стратези. Толкувањето е дека последиците веќе ќе ги има, уставот ќе биде сменет, ние повторно ќе бидеме ставени во позиција. Што губиме ние со менувањето на уставот? Паѓа во вода тезата дека сме ние еден народ во две држави. Но владата смета дека има легитимитет да... Паѓала во вода тезата еден народ во две држави. Па без сменет устав не знае што е Филипче, не знае дали е македонец или бугар. И затоа му треба промената на уставот за да ни го зајакне идентитетот. Впрочем, и Бугарија затоа бара инсистира да го промениме уставот, за да ни е нас посилен идентитетот, кој според нив е следниот.
измислен од Тито и Коминтерната во 45-та година. Па нема проблем Бугарија да имаме таков силен зајакнат идентитет. А изгледа дека нема проблем ни Филипче. Неверојатно, ама делува вистиното. Ма патот е јасен. Патот е јасен. И без гаранција. Која земја имала гаранција до сега? Која земја била негирана од својот сосед? На кој 2 пати му подпишавте се што посака од нас? Која бе, дечко, која? Ниту една земја немала гаранција. Хрватска беше блокирана од Словенија за Пиранскиот залив. Историската комисија помеѓу Германија и Франција веројатно се уште работи. Да. Ама нашата велат има рок, таа немаше рок. Да, таа се уште работи. Добро, понатаму. Како бе добро понатаму? Како добро понатаму, кога во тоа добро понатаму има 5 вета за историјата дадени од соседите? Како добро понатаму? Што пога волите неубедувашти? Зошто? Зошто тоа го правиш? Што вие луѓе? Имате ли малку македонско во себе? Тоа не е причина да се блокираат преговорите, историската комисија. Зошто да не ги почнеме? Ама овој не знае што зборува. Сериозно не знае што зборува. Бил на подрум пред да стане председател на СДС. Да ги почнеме преговорите со променет устав и да сме во рацете на соседите, па кога сакаат што сакаат да ни прават. И кога ќе ни акнат ново историско вето, тогаш истиов ќе вели да го прифатиме заедничкиот поглед кон Гоце Делчев или на Втората светска војна, бидејќи фондовите од 3 милиарди евра ќе придонесат за наш голем развој. Како се развивавме патем во нивно време кога тие менаџираа со парите е веќе видено, ама дека толку ќе се инсистира упорно на менјам веру за вечеру, начинот тоа не можев на вистина да го предпоставам. И треба да престане, и само уште една порака, треба и премиерот и власта да престанат да замајуваат јавноста. Дека со овие чекори кои што се на маса загрозен националниот идентитет, тоа не е вистина. Боже драги, не е загрозен идентитетот според бугарското гледање, кое вели: вие македонците денешни имате посебен идентитет. Од 45-та навака, тој идентитет има бугарски корен, бугарска историја. Тоа е наративот од соседите. Велат, ние ќе ја признаеме реалноста, демек има денес македонци, вие ќе ја признаете историјата, демек тие македонци порано беа бугари. И тој наратив, за жал, е и реплициран на некој начин и кај нас од тројанските магариња. А ако му речеш, човек, Румен Радев, кој ја поздрави преговарачката рамка, гласана од вас, ако истиот тој инсистираше на вето, се додека не признаеме, не прифатиме дека сме имале 1300 години бугарска историја, што ќе ти рече овој? Добро понатаму? Jesus. Ние може да стравуваме дека со таков ризик ќе се соочиме во иднина од страна на Бугарија, ама ако седиме сите на маса, ако ги правиме реформите како што треба, тогаш никој никогаш нема да може да не запре за ништо. Тогаш и Европа ќе биде на масата и нема само што ова. Нема да дозволат непринципиелни блокади. Какви што имаме во моментов. Нема да дозволат. Па види бе како те изрезили колегава твој, кој си го викна ти среде Скопје на заедничка средба на вашите сестрински партии. Ова е спектакуларно. Почитувани представници на медиумите, благодарам на сите за присуството. Денес наш гостин е председателот на СДП Хрватска, господинот Синиша Хајдаш-Дончич со неговата делегација. Jer osobno mislim da ono što su vam i što vam još uvijek čine i Grci i Bugari je zapravo jedna europska sramota na vašem europskom putu. Dakle, te stvari trebaju ostati bilateralne, da ih rješava Makedonija sa Grčkom i Makedonija sa Bugarskom, a ne da postoje veta, ne da postoje nekakve zabrane za makedonski put u Europi. Твојот гостин од Хрватска до тебе на пресконференција ја кажува вистината. Па не ти е срам кога се правиш недоветен и народот го убедуваш дека ова не е точно? Дека се дозволува вето по вето, затоа што обе ручке прифативте вие да сте мекото ткиво на македонскиот идентитет.
да менувате што ќе се побара, се што ќе се нарача, како Македонија да е некоја биртија во која ви пее Харис на овце, вие уживате и заедно со вашите гости после 3 раки и викате: "Абе, мани го народот глупе, ние ќе му кажеме како треба, ние сме големи лидери, народот кој го есапи." Јас во земја би пропаднал ако вака ме посрамоти мојот гостин со вистината, додека Венче шета наоколу по телевизија и вика: "Не е ништо загрозено, историјата не носи вето, преговарачката рамка е безбедна, идентитетот е бетон, не е загрозен." Резил. А Уште вие народ. имате Само авторитарни момент. амбиции? Што е авторитарно во моите амбиции? Па да избркате сите што ќе ви противречат на било што. Само поединец кој што Петре Шилегов и Јово Деспотовски. само поединец кој што доаѓа, Што ви сгреши Јово Деспотовски? Само поединец кој што доаѓа- До известно ниво, дебатата околу и вашето инсистирање на одговори околу мигрантите беше коректна, меѓутоа поистоветувањето на носење мигранти со политики за странски работници не е исто. Тоа беше чиста манипулација. добро. Уште еден пасаж кој објаснува зошто е 7:1 рейтинг разликата меѓу Мицкоски и Филипче во моментов. Оние кои од внатре ќе му се спротистават ги нарекува предавници и платеници на ВМРО, а оние кои му опонираат од надвор ги поистоветува со режимот во Иран или пак ги нарекува руски слуги, затоа што бранат македонски интереси, кои ги гледа еден Хрват од стотици километри далечина, ама не ги гледа големиот лидер кој пред 3 месеци свика вонредна пресконференција, Македонија е предадена, рече. Зошто? ВМРО договорило со Британија мигранти за пари. И денес кога водителот Боби Христов во очи му плеска дека манипулираа со таа тема, што претходно мораше и британскиот амбасадор јавно да го каже, како одговор вели: "Добро? Како бе добро? Што е добро? Добри ли сте вие во главата? Каде со овој начин, луѓе? Што мислите, кому се обраќате? Стварно рачунате еден убав сончев ден некој да ја бомбардира владата и вас да ве стави на трон за да допродадете тоа што останало од Македонија? Тоа ли е планот?" Сакам да знаат дека ова што го зборува, ова моја намера, интенција да се води партијата така, намера да се води државата после некои следни парламентарни избори, така како што треба, ја барам искрено, честно, без никаква скриена намера, едноставно мора да знаат дека кога јас ова го зборувам, мојата верба, сигурноста која што луѓето во мене треба да имаат, е истата сигурност со која што ќе ми доверат да хируршки оперирам, третирам некој член на нивното семејство. Јас сум истиот човек. Да, најбедната манипулација на крај. Добриот доктор рече: "Јас сум исто толку добар политичар, верувајте ми." Не, докторе, не си. Не си. Тоа е исто како Христијан Мицкоски да каже: "Благодарам на довербата мој народе, благодарам на рейтингот кој докажува дека сум најдобар политичар. А сега ќе влезам малку во операциона сала и ќе ви го оперирам мозокот." Зошто? Бидејќи јас сум истиот човек. Не одат така тие работи. Особено што се докажало дека кога банда со ваков наратив како Венковци ја оперира Македонија, за нив операцијата е секогаш успешна, ама пациентот мртов. Докажано со традиција. Вечерва во студио ни доаѓа искусниот Ристо Никовски. Ке биде интересно, тоа го знаете. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу четврточно издание прво за оваа недела, прво за месец април, продолжува со разговорот во студио. После неколку месеци повторно се гледаме со еден од најискусните дипломати кои Македонија некогаш ги имала, може и така да кажем. Ристо Никовски, добро вечер, добре дојде. Поро нашол. Во право сум, така? Па слушај, секој се мисли најискусен. Добро, ти си не истичок, значи. Ти си кариерен дипломат со долги децении искуство на многу точки во светот. И така, секојаш е задоволство да поразговараме на актуелни теми. Ме радува. Не дипломатска е темата која што мене ме трогна и ме погоди, утринава. Ми создаде некои чудни сензации во желудникот и така. Тоа беше оставката на обвинителката Ленче Ристовска, но некако ќе се обидам и покрај тој шок и траур да професионално ја водам вечерашната емисија. Ти гледам добар си. Се крепиме и викаме ура. Така, добро. Знаеш што сакам
прво да поразговараме. Деноиве се случува некоја чудна офанзива од страна на не е веќе најголемата опозицијска партија, туку е главна по многу што. Да, али според тие последни анкети во Скопје е петта партија, во Македонија трета, четврта, тука некаде. Незиниот лидер има помал рейтинг од Изет Меджити, што е интересно. Нешто не зачудува, всушност. Не зачудува, мислам. Тоа Не е зачудува. реална слика на тоа што се случува. Не зачудува, меѓутоа мене ме зачудува упорноста со која што, повторувајќи ги истите постапки, како да сакаат да дојдат до различен епилог, различен резултат во Равенката, што е невозможно, нели, по сите закони на математиката, логиката и така натака. Односно, има офанзива во која што тргнале да не убедуваат дека подхитно мора да го промениме уставот, дека мора да веќе не викаат да ги внесеме бугарите, туку малцинствата. Тоа е како една Да, мижи те мамам. Да, мижи јас сам да ти баам, мижи да те лажам. Зошто мислиш дека тоа го прават? Мојот став е малце ригорозен тука и брутален, но работите треба со вистинско име некој пат да ги именуваме. Многу ми личи тоа како да се агентура на Бугарија. На Бугарија. Сега на Бугарија, претходно беа на странците. Да. И направив една со помош на една карикатура и си објавив на Facebook, ја нареков Тројанско магаре, бидејќи тие зборуваат за она изјава на Марта Кос, која што мислејќи на Србија, Грузија, кажа дека во ЕУ нема да се примаат земји што ќе се тројански коњи на Русија, истовремено удирајќи ја и Унгарија тука, нели, пред изборите таму. А ние мислам дека имаме тројански магариња кои што тук товар носат на грбот и стално се подготвени тие подароците од данајците да ни ги внесат дома. Зошто, кој е твоето мислење, зошто се толку упорни на оваа тема? Видите, тие се во очај всушност, не знаат што да прават и тоа што го грешеа, не да грешеа, него тоа што го направија се историски злосторство врз Македонија, двата договори, протоколите два, особено вториот протокол со Бугарија, тиранската платформа, знаете, тие го уништија македонизмот во корените. И сега не може да не се свесни, тамо не се глупи луѓе, тие се вакви и такви глупи, не се, разбирате. Може да се премногу амбициозни, тие беа под доминација на странците и така натака, ги држат цело време за уши и тие де факто вршеа диктати, туги извршува, разбирате. Така да тие сега се во еден очај, не знаат како да излезат од еден магепсан круг, а немаат доволно сила, храброст, совест, ако сакате, одговорност, ако сакате, да станат свесни за своите грешки. Знаете, да се признае грешката е нешто врвно. Доблесно, многу доблесно. Врвна доблес е тоа, разбирате. И јас сум секојаш спремен на некој што ќе ја признае грешката, ама што да направи да му простам. А овие нема таква доблест и одат со главата во зидот веќе, видите. И јас сум поригорозен. После тоа што го направи, јас сум левичар. Јас со десницата немам врска. Јас сум растел, да не сум се родил како левичар. Цел живот сум бил и не може да се променам. Меѓутоа, денеска во Македонија, ако некој се грижи за македонизмот, за мене, за тебе, за сите, тоа е десницата. И јас за неја гласам, ја не ја поддржувам, разбирате? А велам, јас сум длабоко во себе левичар. Меѓутоа, ова левица, јас немам ништо со неја. И дури велам, јас сум поригорозен. После тоа што го направи таа партија, не само што е пета во Скопје, треба да биде 55-та. Јас би ја забранил. Јас би ја забранил, знаете, зашто јас сега го истражувам тоа и објавам колумни, има неколку уште една објавив деноиве, има уште прокоментираме, да. Има уште две, разбирате, на таа тема. Тоа што е направено, тоа злосторство е не знам, не може историјата да го избрише. Вардар и не знам Дунав и не знам сите не може да го избришат. И за тоа мора да се одговара еден ден. Знаете, тоа се такви манипулации направени, разбирате.
за вториот протокол, кај што се прифаќа промена на уставот, разбирате. И тоа во преговарачката рамка вели наша заложба е тоа, разбирате. Никој на таа партија не е дал согласност во држава да прифати промена на уставот. За промена на уставот има многу стриктна уставна процедура. Или председател на државата, или владата, или најмалку 30 пратеници, или 150.000 граѓани. Да. Никој не може друг. А некој оди таму подпишува во Софија, ќе го менуваме уставот. И то вела му се, тоа е под притисок француски, под притисок туѓи и така натаму. Тоа не е спорно, ма тоа не е оправдување. Ако некој доаѓа и ти вика скокни во Варда, ти ќе скокнеш, нема да скокнеш. Јас нема да скокнам, разбирате. Така да, велам, тоа се такви грешки историски, непоправливи, сваќате. Така да, и тие се во таа ситуација, место таа добле да се врати, таму има паметни Катар за да луѓе. има една така да... Има паметни луѓе, нека зема, нека... Се разбира дека има. Нека консултираат, разбирате. Така да, издајте во суштината, кај нас мораме да бидеме и тука многу прецизни. Да. Проблемите наши од почетокот на распадот на Југославија до денеска се дипломатски. Дипломатските проблеми прво се имаат своја посебна структура, посебно решение, разбирате, и кај нас не се разбираат од мнозина. Тоа мора да признаеме. Македонија, за жал, нема дипломатија. Има една дипломатија која е извитоперена, кај што се напикани партиски војници, која, велам, никаде не се јавува. Ние имавме такви ситуации која беше класичен дипломатски проблем, например, која беше тоа со замената на лични документи. Никој не се јави, разбирате. А тоа беше со една нота во Грција. Да ми се кажеше дека почитувани нашата обврска од договорот од Нивици е дека треба да ги смениме во 5 години сите лични документи, водачки дозволи и така натака. Поради технички причини не сме во можност да ги извршиме, ќе ги направиме што поскоро. Завршена работа. Грците... Ама ние сакавме да видиме што е можно посервилни. Посервилни. Или те со раката тука, господинот. Тоа е. Со сервилноста никаде не се стигнува. Очигледно. Но... Велам, така да, во таа цела ситуација, ова партија која, велам, јас би ја забранил, после све што направи, јас би ја забранил, затоа што таа веќе се покажа како антидржавна, се покажа како партија која и го руши македонизмот, која кој има главна задача да го избрише, да го разнебити македонскиот народ. Нема друго објаснување. И сега по тоа, и сега кога се работи за околу уставот, еве јас ви гарантирам, утре да го смениме уставот. Задутре тоа да влезе во важност, да влезе во функција. Да. Македонија ништо нема да добие. Нам главна пречка, главен проблем, моментално, ние преговарачката рамка. Преговарачката рамка е така формулирана, со наша согласност. Македонија уште не ја прифатила формално, тоа треба да биде на втората меѓувладина конференција меѓу Македонија и Европската Унија. Значи, тоа е некаков, да речем нас, позитивен аспект. Значи, не сме прифатиле, али сме дали согласност, што обврзува. Разбирате, во неа промената на уставот е како императив и не само тоа, протоколите, разбирате. Дјаволот е таму? Дјаволот е таму. Значи, од вториот протокол, таму јас ќе ви цитирам, ако сакате, на колку места, прво член, не член, него тоа е уствари точка 5 од преговарачката рамка вели. Значи, Македонија мора со некаква, не е така карактеристично, него посветено да ги спроведува двата договори со Бугарија, со Грција и Бугарија, вика, од 2017 година, и протоколите, и вториот протокол, и другите кои ќе следуваат. Значи, тоа беше сет на документи што тогаш ги прифативме. Четири документи се во преговарачката рамка. И вели, значи, да го спроведува вториот протокол, разбирате, и сите кои ќе бидат така подпишани. А според договорот за непријателство со Бугарија, со овој член, ми се чини, кој беше 12, разбирате, стои дека се формира меѓувладина комисија на чело со министрите за надворешни работи, која ќе се среќава еднош годишно.
И ќе прави, ќе ги следи, да. Да, а задачата нејзина е само да го следи спроведувањето договорот и да решава ако има проблеми. Ништо повеќе. Разбирате? Од тие 9 години 2 пати имаме само. 2 пати има. Да. Значи, но доволно име на соседите веројатно, Ристо. Не им е доволно, видите, во принцип, во дипломатијата. Со вториот си ја завршија работата, сакам да кажам. Завршија ја све, бугарските соништа, незамисливи соништа се во преговарачката рамка. Разбирате? И ние сме преговарачката рамка ќе преговараме со Софија, не со Брисел. И велам, од 9 години само два протокола се подпишани. Тоа се записници де факто. Видите, во дипломатската пракса, ако имаш ти обврска, секоја година да имаш меѓувладина конференција, а не ја одржуваш, не го спроведуваш договорот. Не го спроведуваш договорот, тој не важи. И некој кај нас треба да каже, господа, извините, тој договор веќе не важи. А велам, со тој втор протокол, кој е апсолутно нелегален, затоа што никој во држава немал можност, нити има мандат да им даде подпишете промена на устав. Тие подпишале. И не само тоа. Во тој втор протокол, разбирате, тоа де факто има, тој втор протокол има 20 страници. И од тие 22-3 страници, 20 страници не се спорни. Тоа е кој се среднал, како се среднал, тоа е таа ревизија мандатот на комисијата. Да. Последната трета точка е де факто нов договор. Промена на устав, не знам, документи од овие тајните служби, не знам, едно 10-15 нови обврски за Македонија. Не може тој протокол кој има мандат да врши само ревизија, односно да врши регистрација на она што е постигнато. Записник. Еден записник да има нов договор со нови задолженија. Во самиот договор за непријателство, точката 13 став 2 пишува доколку се амандмира овој договор, доколку на било кој начин се вршат промени, и тоа мора да оди на повторно на во двете собранија да оди на ратификација, не ратификувано. Чим не ратификано, тоа е нелегално. Би сакало и да го цитираме вториот протокол, сакам да им објасниме на луѓето, знаеш што? Општото чувство мое, а и анкетите тоа го покажуваат. Например, една од последните што селективно е цитирана од страна на СДС, вика 70% од граѓаните, сите, сакаат влез во ЕУ, повисок процент од сите, односно 89% од македонците не сакаат прифаќање на нормално бугарскиот диктат. И тоа е чиста позиција. Сакаме во ЕУ, не под овие услови. Точно. Тие селективно го читаат тоа, сакаме во ЕУ и така натака, но пред да влеземе во тие детали, во однос на оние симптоми на агентура странска во Македонија, како поинаку да се дефинира тоа што тие ја нарекуваат, премиерот го нарекуваат прокси играч на Русија, руски човек. Тоа не заслужува коментар, тоа е смешно. Не ми се верува на кое ниво дојде реториката на партија што некогаш себе си се сметала за државотворна. Загрижува тоа. Загрижува, тоа е надвор од умот. Надвор од умот. Знаете ли вие дека рускиот амбасадор Базникин, кој беше 7 години предходниот, тука, да, предходниот, вчера дошол нов, мислеч, и веќе дал предактиви, не го примија во Министерството за ворешни работи на проштална посета? Па тоа е, видите, тоа е елементарна култура. Елементарна култура, ете, најубав израз. Елементарна култура, разбирате. И тоа, велам, ние во однос на Русија водиме погрешна политика. Едина држава во светот за која нема сомневање дека ние сме македонци, да не зборуваме дека Кирил и Методија биле македонци, дека тие донесле писменоста, е Русија. А Русија нема проблем со нашето поставување во однос на изедначување на вршната политика со ЕУ. Русија нема никаков интерес во Македонија, ако се прашувам јас. Дали ти гледаш нешто друго? Ако сакаш да го анализираме тој... Види. Нема медиум руски во Македонија. Јас 2 години бев во Русија, бев на служба. И со русите имав отворен и директен диалог. Тие замераа што ние во нашите политики немаме некаков однос према Русија. Никаков, да. Никаков, за жал. Велам, јас отидов во Москва со никаков мандат.
да ова, она, тако. Биди таму едноставно, да. Без задачи посебни. Судили со тогашниот председател Бранко Црвенковски околу тоа. Разбираш, имаме разговор, де факто, не ми вели Ристо, одиш во Москва, ако треба, расипи амбасадата, разбираш, запали амбасадата. Никаков, барем некоја, јас кога беа децата... Никаква смерница немаше? Никаква, кога децата кога беа мали, кои ги прашува, што правиш бе? Ништо. Прави белја. Разбираш? Значи, прави нешто, белја прави, разбираш. Така да, јас им веле, викам, слушајте, во ретие, тоа е факт, јас се согласувам, тачно е, никаков интерес не покажувам према вас, никаква иницијатива, освен да дое некоја посета, а тие не ги прифаќа посетите, вели, ќе дојдете кај нас, вика, ќе се вратите, ќе зборуваме, ќе се договараме, ништо после тоа не правите. Ќе се сретнете со западњаците, вика, со западните демократи, да ги наречеме, речи, после тоа вече следува све што е договорено и извршувате. Со нас ништо, вика. И јас им велев, само не заборавајте, и од ваша страна немаме никаква иницијатива. Што сте направиле вие према Македонија? Ништо. Така да, знаеш, ние сме мал играч, меѓутоа и Руската Федерација мора да води сметка дека тука сме прво словенски народ, значи и од таа линија мораш да имаш некој макар минимален однос. Затоа реков дека нема, види, тие секогаш имале подобри односи со Бугарија, со Србија и денеска е така, на пример, Спутник, нели, тоа е руски државен медиум, во Србија го има. Го има, да. Ниве знаеш колку ги кошта и во Македонија да отворат редакција? Ништо. Играчка. Значи, чим него тоа нема интерес. И сега некој тука да тврди дека па ова конструкција, те мола, може ли да ми објасниш, доказ за руското влијание, дека Мицкоски бил прокси руски играч е следниот. Орбан бил близок со Путин, ни дал нам кредит, кој што бил кинески. Идиотизам, тоа е идиотизам. Она како една слика кај што формули математички вака на човекот му поминуваат размислувајќи, не можам да ги поврзам. Тоа е забеганост. Но има ли Русија интерес, теоретски да анализираме, да го спречи проширувањето на ЕУ со Македонија конкретно? Тоа е тезата дека позадината на тезата. Види, лично искуство имам од Москва. Секојаш беа против НАТО. Со право. Која е целта на НАТО? Против Русија. Значи, не може Русија да го поддржува НАТО. Иако Русија на времето, кога беше Клинтон... Имало обиди, да. Во документарецот на... Ама не, јас го знам тоа изворно. На Оливер Стоун, мислам дека тоа го зборуваше и Путин. Тоа јас го знам изворно. Добро. Русите му предложија на Клинтон. Ти беше во тој период во... Јас бев... Да, отприлike. Така, отприлike. Отприлike во тој период. Путин му спомнал на Клинтон. Му рекол, види, ние сме заинтересирани за НАТО. Што мислиш за тоа? А ово рекол многу позитивно, че ајде да се консултираме, че утре ќе ти кажам. Утре го не доја предвид. Знаете, зашто е НАТО создадено? Против Русија? Ако нема противник, тоаш нема причина за постоење. Ако нема причина за постоење, воената индустрија не може да прави пари. Завршува така. Тој магепсан круг, тој е затворен круг по кој де факто функционираат така наречените западни демократии. Значи, во целиот тој комплекс, мене отворно ми велеа, Македонија во Европската унија никаков проблем. Македонија во НАТО веќе е проблем за нас. И со право, велам. И ова, кога веќе зборуваме на таа тема, војната која е меѓу Русија и Украина е војна меѓу Америка и Русија. Само Европа тоа не го гледа. Тоа не ми е јасно. Тоа не ми е јасно, што Европа не може да биде обединета без Русија. И јас према моите евиденции, првите иницијативи интелектуални од пред 18, можда и да нечам 17 век, биле од Русија, од руски интелектуалци, дека Европа треба да биде од Владивосток до Португалија, до Атлантикот де факто. Значи, Европа не може да биде обединета без Русија. 40% од европската територија е Русија. Како станува како станува знам, но зошто Бабарога станува? И да се разбереме, после распад на Советскиот сојуз, кој имаше своји империални амбиции, со Руската Федерација, по никаков елемент, по никаков политички гест, политички потек,
никакви империјални амбиции не показала. Никакви. Напротив, сакаше и во НАТО, сакаше соработка со сите, а ова се случуваше прво во Грузија. Па Саакашвили сакаше да става ракети американски на границата со Русија, а да 2,5 милиони грузици работат во Русија и ја хранат Грузија. Па и Чеченија беше исто. Да зема газ и нафта бесплатно. Или ова се случува во Украина. Во Украина самиот Трамп кој е ваков и таков кажа, рече да бев јас председател, таа војна не се случи. Значи, кој е креатор на војната? Бајден. Мислам, најдиректно рече. И тоа апсолутно точно е. Затоа што Русија одавна е познат од Бжежински, кој беше главен антируски стратег во Америка, беше јасно. Украина е клучна за Русија. Русија никогаш нема да дозволи во Украина, на украинската граница се постават ракети на НАТО. А не само тоа, да подсетим уште нешто. И Джеймс Бейкер му кажа на Горбачов, нема ширење, за да се обедини Германија, нема ширење ни за јота, ни за милиметар на НАТО према Русија. Што направија? Све зема. И сака во Украина да влезат. Тоа не, значи не доаѓа предвид, значи тоа се некои работи кои се недискутабилни. Да ја подсетиме повторно, јас тоа го повторам често, во 1962 година, кога беше откриено дека има советски ракети на Куба. Светот беше прв пат и единствен пат до сега на работна нуклеарна војна. Да не се договореа Кенеди и Хрушчов, ќе беше нуклеарна војна. Америка рече, не може да има руски, советски ракети на границите на Америка. Па не може ни НАТО да има на границите на Русија. Разбирате, така да тоа се работи кои се неспорни и е добро, покрај сите, извини, аз сега ти го земам зборот. Не, ако нема проблем. Се е поврзано во суштина. Да, се е поврзано. Значи, Трамп денеска е ваков и таков, ова што го прави во Иран е неприфатливо, она што го направи во Венецуела беше чист политички тероризам. Меѓутоа, Трамп ја смени американската безбедносна политика. И дока претходно Кина и Русија беа душманите со кои е неизбежна војна, ги претвори во ривали со кои треба да се такмичиме. Тоа му е историска заслуга. Добра поента. Тоа му е историска заслуга, зашто Кисинџер имаше кажано, Кисинџер беше лидер дипломатски на 19. век, мислам, на 20. век, пардон, значи број еден, неспорно, рече, ако американската политика према Кина продолжи, неизбежна е војна, а таа ќе биде нуклеарна. Значи, со една ваква потек, тоа е спречи Третата светска војна, која мора да биде нуклеарна. Велам, ова све работи кои се неприфатливи. Меѓутоа, мора човек да прави разлика, што е позитивно, што е негативно. Така да, велам, тоа се ситуации со кои ние денеска се соочуваме, а велам, Европа, да се вратим на последното, Европската Унија денеска е во хаос, не знае што сака, не знае што треба да прави и оди во една погрешна насока, тачно како нашава опозиција. А ако не, немаат ли друг наратив, ако не е наративот се бориме против Москва, против Русија? Не знам ни против што се борат, искрен да бидам. Не, сериозно. Да, она во Украина што се случува, сега ако гледаме во апсолутна вредност и во овој даден момент, тоа е воена окупација на Русија во делови од Украина. Ако зборуваме за предисторија на конфликтот, прашање е само каде ќе ја поставиме летвичката. Путин отиде во 7 век, ние може да ја поставиме во 95-та, 8-та, 97-та, 2002-та, 2007-та, кога беа ширењата на НАТО, па нели Минск, минирање на Минск, договорите и така натака, нели? Тоа е историјата. Тоа е историјата и неспорна. Но како стана таква бабарога Русија на континентот на кој што нели во 45-та година работите стојат поинаку. На крај на денот кога падна социјализмот, нели требаше да се нели беше логично да има зближување ако еден систем кој што бил репресивен, автократски, авторитарен доживува некаква трансформација, да е поприфатливо општењето со меѓу едниот и другиот блок. Наспроти тоа остана таа атмосфера на шизма од времето претходно, беше избран
главниот непријател, нели се, јас како дете сум растел со филмови кај што Рамбо, па и Роки се бори со Иван Драго, Рамбо се бори те со русите, те со виетнамците. Точно. Значи, во културата се создава рамката за тоа кој е непријател. Јас не знам руски филмови, не сум гледал, можеби и во Русија, американците се главниот непријател. Немаше такво. Јас имав некаков увид, немаше такво. Како и да е. Ние по друга страна сме меѓу двата света географски. Кажано во зона на интерес, веројатно, нели, тоа проценти кога се цртале, ако важи тоа се уште, изгледа дека важи, ние сме на кај западниот на кај западниот свет. Но како е возможно и во 2026 година да излезе некаков лидер на партија и да рече мора да ја одбрани, како беше, Мицкоски и ВМРО ја држат Македонија надвор од ЕУ, бидејќи се прокси играчи на Русија, ние тоа нема да го дозволиме, мора да ќе одбраниме, не знам што ќе направиме, еднаш праве онлайн петиција, сега писмо за кодошење ќе пратат до Будалштини, тоа се чисти будалштини. Будалштини, најобични будалштини. Ако не постои таквата бабарога од Русија, нема да знаат зашто да зборуваат. Точно. Не можам. Тие во очајот се изгубени и место да бараат некој пролаз, некој перспектива, некој излез од тој ќорсок како кој се најдоа, тие со главата во зидот. Колку е дипломатски или не дипломатски? Знаеш ли такви ти примери во свет? Јас не можам баш да се сетам на ваква отворена војна, сега во наводници, бидејќи тие со Шилегов не може да се оправат, земале со Вучич и со Орбан и со Ши Жинпинг и со Путин. Но таквата агресивност во јавната комуникација, во нивните партиски соопштенија кон СНС и Вучич, кој што е сакале тие, не сакале, а нема зашто воопшто да е тоа нивна грижа, водечка партија во Србија. Сега со Орбан се оправаат, бидејќи можеби мислат ако Орбан изгуби сега на изборите во Унгарија, дека тоа ќе е победа на СДС. Не, вака да. А едини лидер во Европа е Орбан моментално. Едини лидер кој има јасна перспектива, кој знае кај треба да се оди да се движи Европа е Орбан. Ама неговиот против кандидат Петер Маџар. Да. Тој од Фидес, тој е десничар. Негов човек, близок човек беше. И кон пример за Украина исти став има како Орбан. Не е спорно дека тамо работаат тајните служби, дека тоа сите тие. Добро, се излезе снимка Лавров, Сијарто. Кој ги снимал, Ристо? Све се снима. Кој не? Да. Све се снима. Све се знае. Нели демократија, слобода и така. Дали е спорно прво Сијарто да комуницира со Лавров? Еве, јас не сум дипломат, не знам. Ама зашто да биде спорно? Па не знам зашто Трамп и Путин се видоа на Аљаска. Зашто нашиот министер да надвориш да не комуницира со Лавров? Па не знам. Убиец е Лавров? Фрлил нуклеарна војна бомба некаде? Што и да е МНР на една огромна земја што е близко до нас. Трамп комуницира ли со овој МБС, Мохамед бин Салман, кој што е одговорен за убиството на Кашоги, само пример да земе. Нели Кашоги е тип of the iceberg. Точно. Се видоа ли Трамп и Путин на Аљаска? Тоа што значи? Руско влијание има во американската политика и на крај Трамп два пати со видеопорака го поддржува Орбан. Марко Рубио, Джей Ди Венс, значи Марко Рубио отиде таму или Джей Ди Венс? Отиде таму. Да. И Рубио и Джей Ди Венс ги спомнав бидејќи тие се веројатно меѓу нив двајца ќе е наредниот кандидат на републиканската партија. Тука се тие трилинкот е тоа, да. И сега што значи тоа дека и Трамп е руски играч бидејќи го поддржува Виктор Орбан? Ако ти беше амбасадор во Унгарија и овие таму читаат Ристо ги решат. Кој е ова? Шо е ова СДС? Орбан, Морбан? Би се смееле или би ти... Не, би се смееле. Не би реагирале никако? Ова е смешно. Затоа што велам да има некоја основа. А по моје длабоко мислење, Македонија греши што Кина и Русија ги отфрли, ги избриша, врзувајќи се за Западот. Ние сме во Европа поврзани со сите тие земји, меѓутоа
велам, германскиот Мерц рече да ги затоплиме односите. Ако мислиш на тоа. На тоа Мерц рече треба да разговараме, други вика да разговараме. Меѓутоа, знаете, во суштината, Богдан, што се случи? Кога Трамп направи една револуционерна промена во американската надворешна политика, која спомнавме во однос на Кина и Русија, Европа се најде затекната и Европа немаше маневарски простор во истиот момент да ја сврти својата политика. Ке се видеше дека се кукли, дека се вазали американски, затоа што предходната политика од НАТО, ако сакате, и подалеку, во однос на Русија беше американска. Американците беа со една јасна доктрина, Русија е ѓаволот, сибирската мечка мора да се уништи. И Европа беше вазал, се што се правеше и према Македонија, не беше политика на Брисел, беше американска политика. И тие одеднаш, велам, кога овај направи преку ноќ промена, се најде во небрано. Да прифатат да прилагодат веднаш, ќе се види дека се никаквеци. И тие не знаеш што да прават, тргнаа спротивно. И сега исто како нашата опозиција. Ова се случува во Европската Унија, е нашата опозиција. Во очај, тие одат повеќе и повеќе со глава во зид и кај ќе стигнат никаде. Никаде. Велам, ако Европа е 40% во руска, ти не можеш да го игнорираш тоа. Не можеш против неа да водиш политика. А да не зборуваме за сите енергенти и така натака, кои доаѓаат тамо, кои беа џабе, да речам, или беа наефтини во светот, без никаква конкуренција. И ти си ја сечиш на гранката на која седиш, затоа што достоинството, односно суратот ти дојде во прашање со една погрешна претходна политика. И велам, тие Но народот овде тоа не го прифаќа. Еве, тие може да одберат таков начин на делување. СДСМ. Решиле така. Заев кажа, нас не ни приличат политиките на патриотизмот и честно е тоа да го признаеме. Ова го кажува кај Мухамед Зекири во емисија си гледа таа снимка. Секој сега го гледа. Тоа е некоја 2010-11. И тоа све кажува. Тоа све кажува. Све кажува. Изгубени во свемирот. Човекот си најави. Изгубени во вселената. Тоа што си најави, тој го оствари, освен додека дишам и така натака, кога се колнеше за името. Меѓутоа, очигледно, народот овдека не го прифаќа тоа. Знаеш зошто? По мене, кажи ми ти мисли. Што добивме ние клучно, видливо, опипливо од членството во НАТО, односно од промената на името, освен идејата дека ако некој нас не нападне, ќе се активира членот 5 од договорот за НАТО. Нема врска. Прво, кој нас би не нападнал? Прво, нема врска. Кој би не нападнал? Прво, нема НАТО? НАТО членките околу нас. Бугарија? Второ, Трамп го најави тоа. Еве, Русија да трне на Балтичките земји. Тие трите. И што, Америка ќе влезе во војна нуклеарна со Русија? Па да не бидеме смешни. Така да, тој член 5 од НАТО е чиста формалност, која нема врска со суштината. Активиране само еднаш во историјата на 11 септември 2001 година. Која беше која удрија на Америка на кулите. Мислам да се разбереме, и тоа беше делумно само активиран. Значи да се разбереме. Имаше еднош и Турција која малце го покрена тоа, али пак периферно. Значи што мислите? Дека Америка ќе трне во војна со Русија, ако Русија трне на Балтичките земји, нема теоретска шанса. И тоа на убав начин Трамп и го најави. Значи, тоа е суштината. Значи, ти мораш да ги сватиш тие глобални движења. И знаеш, многу е важно кога веќе зборуваме за тие настани белосветски, што се рече, да се вратиме и на Македонија на некој начин. Македонија, која гледаме што ни се случува сега, ние сме во една тешка криза, се разбереме. И овие што вика дека сме на некој начин изолирани, ние сме. Зашто ние сме под блокада, директна блокада. И што е суштината и главното, влезот на Македонија во Европската Унија не е само формален. Македонија не е дефинитивно етаблирана на меѓународната сцена, се додека не влезе во Европската Унија. Затоа што... Саш да кажеш, не е затворен проект од Македонија? Не е затворен, затоа ни игнорираат јазик, ни игнорираат народ, ни игнорираат историја и така натаму. И тоа се факти.
И секој се враќаме на тоа, значи од распадот на Југославија. Ако се обидеме да ставиме главните, да направиме една голема рамка на сликата, се кој може да верува дека ова што не се прво од почетокот, значи првиот столб е, ние не бевме признати. Второ, ни го суспендира името. Трето, ни го сменија уставот. Ни сменија, што не сменија? Знамето. Значи, ако некој денеска те нападне тебе, мене и ни удри ќотек, и тоа е изолиран случај, никому ништо. Меѓутоа, на Македонија, од 90-та година, 91-та, нека биде до денеска, ние секој месец имаме терористички напад врз Македонија. Не може поинако да се... современ. Да, не може поинако да се карактеризира, велам. Прво не признава. Зашто? Едина држава бевме од југословенските републики која не се не војуваше. Ни суспендира име, ни постави ултиматум од 2008, да не зборуваме 2001 ни направи агресија од Косово, тоа е чисто. Ни сменија устав, ни тако сега ни направија 2 договора, све тоа, нечи. И што мислите? Тоа е првиот столб, да речем. Вториот столб е, тоа може да го прават Грција и Бугарија, да не бидеме смешни. Значи, тоа е поширока, да не речам, завера. На Глигоров Митеран директно му рече: господине председателе, прашањето за Македонија не е правно, е политичко. Што значи тоа? Дека политичките прашања се решаваат со сила. А нема правда, нема закони, принципи и така натака. Исто тоа го рече и Мејџор. Значи, тоа е првиот дел од тоа. Второ, и на тоа се надоврзуваме на овие ставови на нашата опозиција, која е сега пета, трета, не е важно, али сепак структурално е, структурно е втора е по многу што. Види, на хартија почна со Глигоров, денес се со Венко Филипче, ама тоа е тоа. Тоа е тоа. Значи, другиот дел е, значи, можно ли е тоа да ни го прават само Бугарија и Грција? Не. Се разбира дека не. Значи, има третото, разбирате. Третиот елемент, тој столб, да речеме, на таа голема рамка е фактот, политиките кои експонирани се према нас Грција и Бугарија, тие никогаш нема да ги променат своите ставови. Никогаш. Бугарија, поготово која сега е експонирана, која де факто не блокира отворено и не игнорира како народ, јазик, историја и така натака, никогаш нема да ја смени својата политика. Ама Венко вика дека заштитен е идентитетот и јазикот. Ама тоа нема врска никаква. Еве сега ќе ја цитираме, јас ги имам тука деталите од преговарачката рамка. Може ли? Да цитираме? Сега ќе цитираме. Едно по едно ќе ги цитираме. Значи, факт е дека Бугарија нема никогаш да ги смени своите ставови во однос на Македонија, доколку не присилиме. А можеме да присилиме само со откажување на вториот протокол. На тој начин го отвараме тој процес, отпаѓа и преговарачката рамка со без вториот протокол, отпаѓа и промената на уставот, ултиматумот, и почнуваме од почеток. Ако ние, Богдан, не ги расчистиме сега односите со Бугарија, и премиерот сега изводен, апсолутно е во право, само фали сега уште акција да се ја откаже вториот протокол. Мислам дека ова на премиерот изјавите дека ни милиметар, упорните изјави. Апсолутно е во право. Ова е главна порака кон западните земји во Европа. Ама апсолутно. Луѓе, ако планирате ширење Украини, некој поширок запад, не рачунајте дека пак нас ке ни виткате кичма, дека ние сме најтенкото кај што ќе пробушите. Не рачунајте. Се укопува во ров и му благодарам поради тоа. Ама клучното тоа е. И македонци во Бугарија, и бугари во Македонија. Елегантен механизам. Елегантен механизам. Меѓутоа, велам, и сето тоа, таа политика е апсолутно изводена. Имаме пресуди во Страсбург. Меѓутоа, 17 се. Имаме. 17 се. И сега, ама фали второто. Втори акција. И ако таа акција не дојде скоро, ќе заглавиме. Ќе одиме прудолу. Значи, факт е дека ние сме сега на потек, дека Бугарија и Европската Унија никогаш нема да го променат својот став, затоа што ние нашите подпиша. Кој подпиша вториот протокол, дадоа согласност на преговарачката рамка, кои се катастрофални. Со преговарачката рамка, велам, која сега ќе анализираме и вториот протокол, покажува дека
Македонија нема теоретски шанси да влезе во Унијата. Што потпиша овие големи умови на дипломатијата кои што денес викаат тоа е ние што можеме да го направиме, ако можете вие направете подобро. Како вака тие крши вазната и ти вика ајде бе залепија. Ајде се направи. Ајде да те видам направија. Ајде залепија. Не може да залепиш, ајде мора да залепија. Нели да направиш остапка. Клучното е дека сето тоа што се правеше беше тежок политички криминал. Прво, еве ќе одиме поред. Ајде. Така. Значи, на 30. јуни 22 година, 30. јуни... Да, кога доаѓа предлогот. Да. Е прецизирана преговарачката рамка, тој е последен ден на француското председателство, а бидејќи Париз беше носител на сите девијации према Македонија, на сите злоупотреби. На 6. јули 22 година, после 6 дена, вечер го објави комплетно така начинет француски предлог. Тоа не е француски предлог, тоа е договор меѓу Петков и Ковачевски. Под француски патронат, да рече. Петков тогаш вели, цитирам, за прв пат Брисел ги уважи сите наши позиции. Точно. Бојко Борисов го прифати. Румен Радев го прифати. Румен Радев кој што вика имате 1300 години бугарска историја. Тој вика супер е францускиот предлог. Ние овде викаме прво Ковачевски го стави историското не, траеше 2 дена, сменија 2 запирки и рече, ова е веќе нешто сосема друго. Не, билам тоа, нашето однесување е чисто предавство. И не само тоа, него велам, паралелно тие даваат рековме на 30. јуни, тие дале согласно за преговарачката рамка. А во преговарачката рамка, се ќе одиме понатака, главање вториот протокол. Вториот протокол е потпишан после 19 дена. Од Бујар Османи и тројца министри македонци. Да. Го потпишал Бујар Османи. Да. Со него биле тројца македонци. Така да Не, таму браво. Првиот е потпишал Никола Димитров и таму има крокодили. За 24 мај, за... Добро, првиот не е страшен. Првиот, уствари, најстрашно е што 3 пати спомнува заедничка историја. Другото е... И 24 мај е денот на бугарската писменост. Се голта, тоа другото се голта, така. Меѓутоа, овај вториот протокол, велам, е катастрофа. Катастрофа е. Кај да фатиш е катастрофа, велам. И сега да одиме по такво, значи... Имаме 7-18 минути само. Е така, значи на 6. јули, после 6 дена, 22 година, вечер го објава комплетниот француски предлог. Во тачката 5 од преговарачката рамка, која е клучна, вели, е клучот на бриселските политики према Македонија, вели, наша се бара македонска посветеност на добрососедски односи и поблиска регионална соработка, вклучително и преко постигнување видливи резултати и спроведување на билатералните договори во добра волја со Грција и со Бугарија од 2017 година и продолжува. Како и годишните прегледи со Бугарија, значи протоколите, и мерки за негово ефективно спроведување според член 12. А тоа значи догошните годишните протоколи или овде како вели прегледи или записници. Тие се потпишуваат само кога има резултати од историската комисија. Односно, така историската комисија станува дел од преговарачката рамка. И кој кажува поинаку? Не е дел, е клучен дел. И кој кажува дека историјата не е и нема да биде кочничар или е сериозно... Забеган, нема друг избор. Да. Значи, забеган, тоа не може, ако има полуинтелигенција да има, ќе го свати тоа. Полуинтелигентен да биде, не мора. Значи, се работи за нешто за без... Или е бугарски агент? Добро, да. Јас на тоа не верувам. Не, мислиш јас сакам да верувам? Мислиш јас сакам да верувам? Али види, нив... Ама земи течење на пари, гледај кој каде има фирми, каде тера бизниси, знаеш. И тоа има, меѓутоа... Со голема мака јас тоа го кажувам, Ристо. Не, ама... Значи, грозно е да се каже. Ама... Немам друго објаснување, упорно. И сега, види, одиме понатака. Значи, ти во преговарачка рамка, тоа што ги спомнуваат двата договори со Грција и Бугарија, има некоја логика, иако е пренагласено. Пренагласено е, очигледно не случајно. Се разбира.
Целта е бугаризација на Македонија. Значи, она што почнаме да ги зборуваме за главната снимка, се што се прави е албанизација на делот на Македонија, кај што се албанците мнозинство, бугаризација на другиот дел, и тоа се спроведува на еден суптилен начин, по едно сценарио, веќе 35 Промена години. на учебници, историја, па ако влезат во устав државни квоти за вработување, тргување со државјанства за вработување и така натаму. Влезат ли бугарите во уставот, македонскиот карактер на рата завршува. Прво се прашаме, која е целта ултимативно да влезат бугарите во уставот? Која е целта? Да си имаат параван за човекови права, пошто после ќе се борат тие за човековите права на народот кој дел од уставот. Да не забораваме дека бугарите одат со една политика, дека имаат издадено преку 200.000 пасоши. Тоа е лажна бројка. 110.000 е бројката некаде. Добро. Според податоци од Бугарско министерство за правосудство. Але еве нека бидат 110. По 3 члена на семејството, тоа е 330.000. Колку албанците. А тие кои ќе влезат во уставот, ќе бараат и школи, ќе бараат и партиципација, ќе бараат све. И бугарскиот јазик да стане официјален и не само тоа. Не само тоа, ќе кажат. Завршува. Не може моето дете да учи дека Гоце Делчев бил македонец, тоа е или дека имало фашистичка окупација во Втора светска војна. Тоа е говор на омраза, тоа е ширење на омраза кон свој народ, нели, кој што е дел од уставот и така натаму. Мислам, не треба да си нуклеарен физичар за да знаеш како тоа. Да. Види, и една пак мала дигресија. Ако ние утре го смениме уставот, за утре да важи, ние веднаш ги почнуваме преговорите. Тоа значи дека преговорите ќе бидат по оваа преговарачка рамка, која е веќе усогласена, не е прифатена, усогласена. И со неа, еве ти и јас, било кој може ли да замисли во оваа држава? Да ги завршим преговорите за 6 месеци, што е надвор од ума. Да. И кој е следниот потез? Се подпишува договор со Европската Унија. Тој се ратификува во сите собранија. Ќе го ратификува ли бугарското собрание тој договор ако ние не прифатиме дека сме бугари по род, ако нашиот јазик е дијалект, ако нашиот јазик, ако нашата историја е заедничка? Не. Нема шанса. Ма теоретска шанса. Во тоа собрание 10 декларации се усвоени последниве 5 години дека Тито ги измислил македонците. 80% од бугарите, затоа што е таква страшна пропаганда таму, се против Македонија. Против лесна Македонија во ЕУ, демек да не ја пуштаме. И дека против македонци од народ дека не постои. 80%. Многу е жално тоа. Значи, велам, тоа се фактите. Значи, многу е жално. Ако ги имаш ти тие факти, велам, и се враќаме на нашава ситуација, пак една мала дигресија. Ако се соочен со една таква ситуација, кај што е безизлезно, ти мораш да преземеш акција. Значи, политикава која што ја води до сега власта е извонредна, им стави до знање на и реториката и све на Запад дека не сме играчка, дека не може да играат мајтап со нас, ама ако не следи акција, ние ќе одиме продолу. И ќе легуваме по се поголема криза, што оваа опозиција, ваква како што е, ќе тропасме повеќе, нема Европа, народот сака да оди во Европската Унија, албанците, тоа им е начин како да се разнебитат македонците во принцип, значи големо албанскиот проект доминира, така да од сите страни власта ќе биде сардисана. Ѓорги Сардисан. Значи затоа мора да преземат акција. И сега одиме понатака, значи ако во рамката преговарачка ти ставиш протоколи, записници, па да се плукна во рамката да процесира израз. Што рамка е таа? Таа рамка, кај е Копенхаген? Не постои Копенхаген. Копенхаген. Тоа е форма на повикување на договорот за непријателство, што би се рекло, во кој што тој договор постои целиот само ради историската комисија. Ништо друго не е важно тоа. Значи, де факто ние прифаќаме да одиме на една бугаризација. Ова дури и Стево Пендаровски го призна кај Боројан Јовановски. Ако нема договор, вето. Не ми го спомнува и него. Дете се, заарно не, ама. Со преговарачката рамка, комплетната контрола на целиот преговарачки процес е во раците на Софија. И Софија, велам,
која вела дека ние немаме никакви нови барања, све име во преговарачката. Се, да. Ако преговарачката рамка и нашиот напредок зависи од историската комисија, па знаеме тој како се ика тој нивниот. Што нови барања може да речат пример еден сок. Нема потреба ништо две раки дај тоа ново барање. Не оди подалеку. Ќе утреден да ќе го постават. Во Македонија тврдат дека Гоце Делчев во учебниците е македонец. Тој е бугарин. Не прифаќа ли Македонија дека е бугарин? Завршува се. Јасно. Имаме за жал уште некои 7 минути. Така. И прости што те брзам, но поентата само да заокружиме. Околу велам, и во преговарачката рамка се вели дека промената на уставот е прво вела дека наша намера, а после вела наша заложба. Надвор од упот. Нашите се согласили со тоа. И само да видиме што околу... Обе ручки тоа. Ковачевски ги креваше двете раце во парламент. Да живее с Македонија. Еден чуден гест на еден чуден човек. И уште да го горд сигурно со своите дела денес. Да го спомниме фактот дека јазикот, овие тврдат дека јазикот не е гарантиран. Во преговарачката... Не е дошло од поглавје 35 на ред, што е гарантиран. Во преговарачката рамка стои, вика, Македонија, вика, треба, дека треба за акито, односно овие нивните закони сите, да ги преведе на македонски јазик. Не може да каже друг јазик. Ние сме држава со официјален уставен јазик. Вели, али додава. Вели, меѓутоа, вика, примени се, земени се предвид двете изјави, двете еднострани изјави на Македонија и на Бугарија околу јазикот. Земени се предвид. Бугарија вели, нема македонски јазик. А македонци вернуваат вамо тамо и велат прво почнува македонскиот јазик е кодификован, вика во 45-та година. Даде ни риба ни девојка, нешто демек да им... Тоа е бугарската теза. Од 45-та не постои. Значи, тој е кодификуван тогаш, ама... Али види, Европската Унија, значи, во превлачување... Дајме друг агол, бугарскиот има 5 кодификации и 1000 руски збора. Добро, велам, али да не забораваме дека во преговарачката рамка, во воведниот дел, пишува, значи, Европската комисија, односно протоколот, односно преговарачката рамка, ги зема предвид двете декларации. Чим ја земал предвид, стави на маса, бугарската не прифаќај. И тоа завршува. Знаеш што е тука клучно, Ристо? Таа дебатата околу јазикот се води на многу чуден начин. Божем, со документ ти признаваш и постои некој јазик или не, иако рече, не знам, утре во ЕУ, ако се напише македонскиот е бугарски или македонскиот не е бугарскиот е македонски, јас и ти ќе почнеме ще говорим на други език, or we shall speak English, не знам, или ќе виеме, како волци. Не, поентата е следна. Тоа ти го кажа совршено преска. Дали во бугарскиот парламент ќе дигнат рака на документ во кој што нема окарактеризација на македонскиот јазик како дериват на, тоест ти викаат јазична норма на бугарскиот. Тоа е клучното прашање. Ти што ќе напишеш таму фусноти со заперки, со ситни букви ваму таму, позиција на тој парламент за жал е таа каква што е. И не заборавај, Богдан, ние уште во 99-та година со Љубчо Ѓоргиевски и во договор за непријателство потпишавме дека македонскиот јазик е според согласно уставот. Сега уставот ние тоа значи северна. Дека не е автохтон и македонскиот народ кој има своја држава и устав од 45-та година. Па тоа е нивната клучна теза. Ама ние сме ја потпишале. Сме ја потпишале, два пати. Така да, затоа ова да го затвориме овој дел со заклучокот. Ако Македонија сега не го откаже вториот протокол, ако не ги расчисти односите со Бугарија, во смисол што... Да ги измешаме картите, сакаш да кажеш. Што овој премиерот многу јасно го прецизира. Македонци тамо, Бугари овде. Значи, меѓусебно прифаќање, реципроцитет. Ако не го направиме тоа, завршува приказната за Европската Унија. Нема Европска Унија. Бугарија никогаш нема дозволи. А ако го расчисти, ако отвориме тоа прашање, го откажеме вториот протокол и инсистираме зашо сите аргументи на наша страна, тогаш ќе почне една нова етапа, нов пат, ќе се отвори патот према Брисел и ќе можеме да сметаме на било што. Значи,
императив наш моментално е расчистување на односите со Бугарија на една равноправна и реципрочна основа, во спротивно готов крај на све. Ќе биде што ќе биде. Мене ми се допаѓа, како што кажа и ти, позицијата што нашата држава ја завзема. Треба да мора да следи акција. Разбирам, со Господ напред, ќе видиме каква е стратегијата. Да. Пред крај, ова е твојата најнова книга. Точно. Македонска дипломатска рапсодија. Ова се колумни поместени натре или е Има и комбинација? колумна, има поголем дел е пишано, повеќе има и дело за дипломатијата, што е дипломатијата, има за нашите грешки, има за нашите успеси, има за некои сугестии како треба понатака. Така да е еден да речем букет од различити теми, една мешавина. Суштината е дипломатијата во својата основа, македонската дипломатија и што понатака. Наредниот пат би сакал да позборуваме малце за Куба. Се надевам тоа нема да биде испровоцирано од вонредна екскурзија на нивниот северен сосед. Да се надеваме. Да се надеваме, но ти имаш искуство и од Хавана. Тука има дел за Фидел Кастро. Има дел за сакам за знам Фидел дека си се Кастро. запознал со Фидел Кастро. Да. И така и минатиот пат сакав да зборуваме за тоа, ама еве, просто други се актуелностите, но Да. и оваа вечер беше уживање да се разменуваат мислења со тебе. За некои работи не се согласуваме, за некои работи ептен се Нормално. согласуваме. Тоа е убавината на полемиката. Ти благодарам за одвоеното време. Оваа книга кој сака да си ја набави, каде може да го стори тоа? Пак ќе има во книжаницата, ќе има, уште не сум ја дистрибуирал, ќе има во македонска, ексклузивен пример. во македонска, во Македонска книга, да, како се вика на Матица? Матица македонска, каде да Силјан. Сега на враќање веројатно ако се таму ќе има однесам, така супер. Во секој случај ќе се бориме. Закажуваме следна средба за не многу долго време. Благодарам на одвоеното време и ете. Ми беше големо задоволство. Жив и здрав да си. Ми беше големо задоволство. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Знам дека уживавте во разговорот, во елаборациите на мојот вечерашен гостин. Наредна средба ви закажувам утре по 22:30, до тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. Тоа е целата поента. Добро на Македонија, главата горе.